Групата на земји против корупцијата на Советот на Европа, или скратено ГРЕКО, деновиве го објави вториот извештај за усогласеноста на македонското законодавство за спречување на корупцијата и промовирање на интегритетот кај централната власт, односно на високите извршни функции и органите за спроведување на законот. ГРЕКО така заклучува во својот извештај дека Северна Македонија на задоволително ниво имплементираше 13 од 23 препораки содржани во извештајот за евалуацијата од петтиот круг. Од преостанатите препораки, 9 се делумно имплементирани и една не е имплементирана. Неспроведената препорака се однесува на анализата на практичната примена на системот на санкции во однос на прекршувањето на правилата, односно законот за конфликт на интереси, интегритетот и антикорупцијата и обезбедување дека санкциите се ефикасни, пропорционални и одвратувачки. Сепак, заклучокот на ГРЕКО е јасен. Северна Македонија е во недоволна усогласеност со препораките содржани во извештајот од петтиот круг на евалуација. Во извештајот се нотирани неколку позитивни случувања. Интересна е забелешката дека во 2022 година беа поведени вкупно 15 постапки за наводи за непридружување кон кодексот. Од овие постапки, 11 се завршени, 4 се завршени со помена на функционерот, додека во 7 предмети не е утврден основ за помена или друга мерка. 4 постапки се во тек, ниту една од спроведените постапки не заврши со разрешување на функционерот од функција врз основа на одредбите од кодексот. Марина Мрчала, председателот на ГРЕКО, во повеќе наврати оцени дека Северна Македонија повеќе или помалку ги исполнила или работи на исполнување на препораките. За 25 минути тој ексклузивно вели: Ja ne sumnjam u političku volju koja postoji u Makedoniji da se te stvari riješe, jer to se vidi po tome na koji način se pristupa preporukama GREKA i na koji način se radi i na zakonodavnom polju sve one stvari koje se tiču borbe protiv korupcije. Транспарентноста во јавниот живот, особено на избраните политичари и високи назначени функционери, станува задолжителна обврска во Европската Унија. Така, секој европарламентарец, еврокомесар е обврзан да пополни декларација за својата имотна состојба, која е достапна на интернет за јавноста. Неодамна во Париз се одржа колоквиум посветена на транспарентноста и етиката во јавниот живот. Вера Јурова, заменик председателка на Европската комисија, задолжена за вредностите и транспарентноста, вели: I am the commissioner responsible for transparency. We work on big political decisions. We should be as transparent as possible. And the inspiration which will come from this conference might help to maybe take further decisions how to improve the system which we work in the European institutions. Од своја страна, европскиот медијатор Емили Орели додава: of interest, ethics and all of that. And when we see a world in which so many authoritarian regimes, so many regimes that are hostile to the rule of law are appearing east and west, I think it's really important that Europe and the member states show excellent example in relation to these matters. Франција овој месец ја слави 10 годишнината од Законот за транспарентност во јавниот живот. Борците против корупцијата велат дека не смее да се уништи она што го поздравуваа сите. А сепак, 10 години подоцна, некои министри се жалат на перверзните ефекти од транспарентноста. Контролите на високата власт за транспарентност на јавниот живот се обструкција за јавното дејствување, рече Едуард Филип, поранешниот премиер за време на состанокот во Сен-Дени со председателот Емануел Макрон и другите политички лидери во Франција. Премногу одвраќање за да се донесат таленти од приватниот сектор, пречка за политички ангажман, форма на малтретирање што ја потикнува недовербата во политиката, рече Едуард Филип. Додека од своја страна, Дидие Миго, кој преседава со високата власт за транспарентност на јавниот живот, тој сака да го вклучи овој орган во уставот на Франција за да го заштити од каприци и политички алтернации. Тој би сакал да ги санкционира оние кои се влечкаат при пополнувањето на нивните изјави за имотната состојба. Секоја година има неколку десетици такви политичари, од вкупно 18.000 проверки. Зборуваме за мало непослушно малцинство. Le dispositif français
d'intégrité à 10 ans. Et cela donne un recul suffisant pour savoir ce qui doit évoluer. Au niveau de la haute autorité, ces évolutions sont nécessaires pour renforcer l'efficacité de notre action, la sécurité juridique des responsables publics et des représentants d'intérêts, et en définitive la transparence que l'on doit aux citoyens et la confiance qu'ils peuvent avoir dans leurs responsables publics. Parmi les propositions que nous formulons, 2 d'entre elles me paraissent particulièrement importantes. Tout d'abord, confier à la haute autorité le pouvoir de sanctionner par une amende un responsable public qui ne respecte pas ses obligations déclaratives. Ensuite, réviser le dispositif d'encadrement du lobbying, plusieurs fois questionné dans des travaux parlementaires. Un consensus existe pour le simplifier, supprimer le critère de l'initiative qui exclut aujourd'hui les rencontres initiées par des responsables publics, rendrait le répertoire plus pertinent, plus lisible, préciser le champ des décisions publiques concernées, trop large, sécuriserait les actions menées, surtout à l'échelon local, et recentrerait le répertoire sur l'essentiel. Ces évolutions sont aujourd'hui nécessaires et contribueraient à restaurer la confiance des citoyens dans leurs représentants, ce qui doit être une préoccupation constante dans nos démocraties. Госпоđa Арифи, од 23 препораки на Греко, исполнети се 13. Што е со другите? Сакам да објаснам дека ова е вториот извештај за усогласување на Греко во врска со извештајот за петиот круг на евалуација. Петиот круг, значи, на евалуација на Греко е на тема спречување на корупција и промоција на интегритет кај централната власт, кај највисоките извршни функции и органите за спроведување на законот. И значи тоа е насловот за петиот круг, овој извештај значи е донесен во јуни месец, во пленарната седница во јуни месец, а сега е значи во текот беше неговото објавување. Бидејќи е втор извештај за усогласување, сакам да напоменам дека во споредба со првиот извештај на усогласување има навистина значителен напредок. Бидејќи во првиот извештај, тој од 2019 година, тоа е првиот извештај на усогласување, таму имаше само 4 имплементирани значи препораки и имаше 10 неимплементирани препораки и 9 други кои што беа значи делумно имплементирани. А сега во вториот извештај на усогласување веќе имаме 13 целосно имплементирани препораки, само една неимплементирана препорака и другиот дел од препораките се делумно имплементирани. Што значи дека сме многу близко до затворање на петиот круг, што сигурно би можело да се случи при наредното оценување, бидејќи ни требаат само уште 2 препораки да бидат целосно имплементирани за да го затвориме овој круг. Мислам дека имаме време тоа да го направиме заедно со државните институции, за да стигнеме до таа бројка на 15 целосно, најмалку 15 целосно имплементирани препораки, бидејќи треба да имаме 2/3 од имплементираните препораки, за да го затвориме овој круг што уште е отворен. Тоа сакав да објаснам, бидејќи ова е вториот извештај и веќе се гледа дека има добар напредок на институциите, каде што посебно би сакала да споменам дека Греко забележува многу проактивна улога на ДКСК во нашата држава, меѓутоа исто така забележува и голем напредок и во Министерството за внатрешни работи, особено во врска со донесувањето на новите закони и со имплементирањето на неколку од препораките кои се однесуваат токму на нив за овој временски период, а исто така и од централната власт, бидејќи ова беше значи оценка на имплементирање на препораките од страна на централната власт и носителите на високи државни функции. Каде вие ги гледате овие темни точки во конфликтот на интереси, во несанкционирање, во корупција? Кои примери ги акцентирате?
Значи во однос на извештајот таму повеќето од примерите се однесуваат како да кажам на некои норми, особено кои се однесуваат на државната комисија за спречување на корупцијата, кои се тие кажуваат повеќе од декларативен карактер и каде што нема многу случаи, значи на санкционирање преку прекршочни мерки и казни, значи во однос на тие. Меѓутоа, сепак, значи мислам дека може да се направи повеќе на воспоставување на еден систем кој што би бил по-практичен во однос на тоа да се значи не е само доказните, туку ни требаат подобри и прекршочни казни, прекршочни санкции во однос на делата кои што се поврзуваат, особено со судирот на интереси. Тука имаме, значи, можеби малце простор каде што треба да се интервенира. Меѓутоа, мислам дека треба да се работи. Работната група која што има посебна работа, значи посебна работна група за петиот круг на евалуација на Греко и таму допрва ќе ја анализираме ова препорака и ќе направиме таква анализа, значи на практичната примена на законите како што е барано од Греко, за да се види што точно може да се интервенира за ова да се смени и по-добро, значи да бидеме оценети во иднина. Минатиот извештај говореше за кабинетот на Грковска, дека се бави практично две контрадикторни функции, дека има советување и испитување и санкционирање. Може да се прилагодат некои од надлежностите на кабинетот и тоа да се прави според препораките, значи на Греко, инаку како канцеларија тоа треба да функционира, бидејќи борбата против корупција секогаш, значи е и важен момент и во рамки на владата за да може да се спречат тие работи, но нема тоа да се остави секако само на самата влада сама да се контролира, затоа има и посебни органи кои што вршат надзор и имаат своји надлежности во тој процес. Ви благодарам за овој разговор. Вие сте поранешна шефица на делегацијата, македонската делегација во Греко. Генерална оценка, ве молам, госпоđо Тасева. Имаме 23 препораки, но само 13 се целосно исполнети. Знаете што, генералната оценка е дека не сме направиле доволно или сме направиле многу малку во исполнување на препораките од Греко. Ова состојба, јас 7,5 години бев шеф на нашата делегација во Греко и секогаш се настојувало и препораките да бидат исполнети во најголем дел. Ова е најголем број на препораки кои сме ги оставиле неисполнети од нашата досегашна пракса или нашето досегашно членување во Греко. Тоа е група на држави во борба против корупцијата на Совет на Европа. До сега сме имале ситуација да третиот извештај, посебно во делот на финансирање на политичките партии, се уште остана неисполнети дел од препораките, но овде зборуваме за состојбата во службите за спроведување на законот, антикорупцијската комисија, сите тела за борба против корупцијата, каде што се оценува дека препораките не се исполнети до крај. Ова е последователен извештај, значи сме имале шанса еднаш да дадеме извештај за исполнетост и сега е втор пат извештај се прави, но очигледно дека треба да се направи повеќе. Најголем број на забелешки има во несанкционирање на конфликт на интереси, корупција генерално. Па сведоци сме на тоа дека не е само проблемот во законот, еден е проблемот во законот кој што треба да се надмине, а тоа е дека таму санкциите се многу ниски и дека всушност тие санкции не се доволни за да ги натераат оние кои што се во состојба на судир на интереси или кои што не сакале да пријават имот на состојба или интереси, да ги натераат тоа да го направат.
Имаме ситуации кога спроведувањето на санкциите не зависи од самата комисија. Гледаме дека во извештајот комисијата е многу добро оценета за незината проактивност и за тоа како постапува во случај на судир на интереси. Меѓутоа, санкционирањето после препораките или заклучокот на Државната комисија за спречување на корупција треба да ги спроведе некој друг. Најчесто тие доставуваат до владата информации за тоа дека некој од функционерите се наоѓа во состојба на судир на интереси или како што сега гледаме дека некои заборавиле да го пријават имотот и препорачуваат да владата преземе соодветни мерки кон тие функционери затоа што тие се нејзини функционери. И тука застанува целата работа, затоа што досега не сме слушнале дека владата преземала нешто во било која од ситуациите, и тоа е она што се гледа дека мерките се неефикасни, дека санкциите не се ефикасни и не се доволни, а Греко секогаш препорачува да се направи анализа на тој систем на санкции, да се види како тоа може да се подобри, затоа што проблемот беше нотиран уште во почетокот со самиот извештај. Значи, тука повеќе станува збор за тоа како ќе профункционира тој систем на санкционирање, што ако владата продолжи да не ги спроведува препораките од антикорупцијската комисија, но и што ако некој плати 300 евра колку што е санкцијата, и пак не го објави имотниот лист, односно не го достави до Државната комисија за спречување на корупцијата, веќе не постои онаа обврска комисијата во тој случај задолжително да поведе постапка, ниту пак некој друг поведува постапка за испитување на имотната состојба. Минатиот извештај говореше за двојната улога, се нарекува контрадикторна улога, две контрадикторни функции практично на вице-премиерката, кабинетот на вице-премиерката Грковска, советување, испитување и санкционирање. Улогата на тие кабинети, извештајот ја пишуван уште кога беше предходниот кабинет, тогаш беше вице-премиерот за борба против корупција. Сега имаме друг тип на кабинет за добро управување, кој што во поголема мера дури би можело да се каже дека има надлежност или би требало да се заложи за да се воспостави принципот на добро управување во самата влада. Ако некој се наоѓа во состојба на судир на интереси, не треба да чекаме дури ни антикорупцијска комисија тоа да го констатира. Ние во секоја институција, во секоја дури бараме и во приватниот сектор, а вака во секоја најмногу владините институции, државен орган, државна институција мора да постојат правила за судир на интереси и тие треба секојдневно да се следат и да постојат соодветни санкционирања во рамки на етичките кодекси, кодексите за судир на интереси. Тука се споменува и регистарот за подароци. Регистар за подароци владата мора да има. И тој регистар за подароци мора да биде објавен, а лицата кои што не ги пријавуваат подароците треба да бидат санкционирани. Значи има повеќе работи, не треба да чекаме комисијата да испита, па да утврди, па да донесе одлука. Што прави владата сама, затоа што досега многу пати слушнавме за состојба на судир на интереси, непочитување на етичките кодекси, имаше дури ситуации, нели, одење на утакмици, финансирање од спортски клубови и така натаму. Сето тоа не е работа само на комисијата. Тоа е работа на самата влада, а во оваа ситуација кога кабинетот и носи наслов за судир на интереси, мислам дека самиот треба да се погрижи, односно вице-премиерката треба сама да се погрижи да си ја оствари и таа функција за да го оправда и насловот на својот кабинет. Ви благодарам за овој разговор. Господин Аврамовски, потеклото на имот е стриктно поврзано со имотната состојба на функционерите. Сега околу имотната состојба на функционерите ме интересира, ги гледате вие на антикорупцијската комисија, нивните имотни листови, нивната состојба, многу од нив не се објаснети воопшто како се стекнале практично со тој имот.
Барате ли вие објаснувања, одговори? Ние не сме тие кои треба да ги бараат одговорите, ние сме тука само да ги следиме состојбите и да евалуираме колкава е ефикасноста на оние институции кои треба да ги бараат одговорите и кои треба да се справуваат со ваков тип на прашања. И ефикасноста каква е? Сега за сега немаме некој добар трак рекорд со кој што можеме да се пофалиме дека во нашава држава има успешно справување со финансискиот криминал и особено незаконитото збогатување. Тоа може пред се да се види од исклучително нискиот број на кривични постапки во кои е изречена мерката конфискација на нелегално стекната имотна корист. И секако може да се согледа и преку оние укажувања кои ги излегуваа во јавност од страна на Државната комисија за спречување на корупција, кои укажаа дека немаат баш задоволителна соработка со јавното обвинителство, а секако тоа беше и истакнато од страна на јавното обвинителство дека немаат онаква соработка каква што треба да имаат со Државната комисија за спречување на корупцијата. И впрочем, ваквата некоординираност помеѓу институциите и онаа битка околу надлежностите, дали нешто е во нечи домен или во домен на друга институција, многу често доведува до застој во постапките и до можност да се преземе нешто што би било навистина ефикасно и ефективно во пракса. Да, антикорупцијската говори со години дека немаат ниту финанси, никакви ресурси, постојано бараат од власта, но наидуваат на празен некаков, во празен одсе и празен просторот на делување сушност. За жал, ретко која институција, ако воопшто има таква во нашата држава, може да се пофали со соодветен капацитет, доволен број на ресурси, доволен број на човечки кадар и финансиска опременост, како и знаење и способност на луѓето кои што се во таа институција да можат вистински и темелно да ги спроведуваат своите надлежности. Но секако и тоа што го спомнавте на почетокот и самото законско решение за проверката на имотните состојби и последиците од непријавувањето, може би треба да биде променето и да се воведат некои посериозни последици од едноставно поведување на прекршочна постапка за непријавување на имотот. А секако во оваа насока мора да се истакне и дека Државната комисија за спречување на корупција поднесе и кривична пријава за прикривање на имот против еден функционер релативно скоро, чинам дека беше тоа. И на тој начин веќе може да се увиди дека се преземаат чекори за да се унапреди праксата без да има потреба да се унапредуваат законите за тоа. Така што искрено сметам дека ова беше добар пример и дека сега на дело треба да се покаже онаа соработка и координација помеѓу јавното обвинителство и ДКСК за да може да се расчисти случајот до крај, да се види дали тврдењата на ДКСК се навистина на место. Има отворена вербална војна, кога веќе ги споменувате односите на антикорупцијска со обвинителство. Ги обвинуваш обвинителство дека, видете, и Артан Груби ги обвинуваше, и Грковска беше во целиот тој некаков пакет на обвинителството. Не е дел од власта, но е, да, не е дел од извршната, мислам. Мислите дека антикорупцијската е постојано на некакво отворено поле на напади, отворена војна практично има кон неа? Тоа се некои такви професии каде е очекувано дека ќе мора да се конфронтирате со луѓе. Независно дали сте вие во право или не, едноставно така стојат нештата и некогаш мора да бидете упорни, мора да се конфронтирате и постапувањето понекогаш може да биде дочекано од разни причини како навлегување во надлежностите на некоја друга институција или како, не знам, како некаква пресметка помеѓу две институции за тоа која е побитна и треба да се справува со овие прашања.
Меѓутоа, во секој случај, таквото однесување во јавност остава впечаток на несериозност и анемичност на институциите, на системот во целина, да се справи со организираниот криминал и корупцијата. Бидејќи ДКСК е практично само едно тело во нашата држава, кое што и нема некоја моќ за да ги санкционира воопшто. Да. Нема некоја моќ за да донесе некои такви присилни одлуки кои би ги принудиле чинителите да постапат како што треба. И од таму не може да се очекува дека тие самостојно можат да ја завршат работата кога станува збор за откривање на нелегалното потекло на имот, но и за санкционирање на таквите дела. Добро, јас благодарам за овој разговор. Благодарам и вам.